Изградба на училишта, градинки, спортски сали, инвестиции во локални патишта, нови водоводи. Потпишани се договорите меѓу владините министерства и општините за реализација на 274 проекти во вредност од 4,1 милиарда денари или над 65 милиони евра. Ова се проекти на општините кои ги исполнија условите на јавниот повик во вкупна вредност од 250 милиони евра. Во делот на ресорот транспорт, општините за изведба на проектите добија 2 милиарди 800 милиони денари или речиси 33 милиони евра. За изградба на инфраструктурни објекти од делокругот на образование и наука се одделуваат 133 милиони денари или над 2 милиони евра. Во социјална политика, демографија и млади, односно проекти за изградба на градинки одат 59 милиони денари или над 950.000 евра, а проектите во секторот на култура и туризам добија 200 милиони денари или над 3 милиони евра. Владата финансира и проекти од областа на животната средина и просторно планирање во висина од речиси 630 милиони денари или над 10 милиони евра. Ова е наше клучно ветување до граѓаните и е доказ за нашата посветена работа за инфраструктурни инвестиции и директна поддршка на илјадници граѓани. За само 3 месеци овој проект станува реалност и сега почнува процесот на она што ќе придонесе за промена на тешката реалност и отсуство на поддршката на општините. Ова е историска, најголема инвестиција на централната власт за локалните самоуправи и ќе продолжат оваквите јавни повици се до целосно искористување на предвидените 250 милиони евра. За сега средства не добија Струмица, Сарај град, Скопје и Теарце. Овие 4 општини имаат дополнителен рок до 15 ноември за да аплицираат со комплетна документација на јавниот повик, со што премиерот Мицкоски очекува дека бројката на проекти ќе надмине 300. Градоначалникот на општина Струмица пак обвинува дека станувало збор за политичка одлука и токму поради тоа најави излез од ЗЕЛС. Мицкоски смета дека е погрешен чекор и не треба да биде лична одлука на градоначалникот, туку во согласно со Советот. Мислам дека е потребно најпрвен да се консултира и со Советот, за да и формално, ако донесе таква одлука, одлучи да го прави тоа што треба. Ако мисли дека и Советот така неодговорно кон струмичани треба да се однесува, тогаш нека име со среќа. Она што можам да кажам е дека на следните избори локални очекувам конечно и во Струмица да имаме градоначалник кој што ќе мисли на струмичани, а не на своите лични партиски фрустрации, наместо да работи за доброто на граѓаните од кои што е платен. Премиерот најави дека за следната година во рамки на буџетот се предвидени дополнителни средства за капитални инвестиции во општините. Тој на градоначалниците им соопшти дека до година ќе бидат одвоени средства во висина од околу 130 евра по жител, а сега износот е 44 евра. Со ваква распределба се очекува во 2025-та сумата за локални проекти да изнесува околу 15 милиарди денари.